Кога нешто правите од срце, ке го правите во какви да било услови. Почитувани гледачи, овој пат само преку малите екрани, преку видео порака. Добре дојдовте на 6-тиот поред меѓународен фолклорен фестивал Света Тројца Долно Лисиче во организација на Кут Гоце Марковски. И да, може би јас не сум застанат на бината и не се играорците позади мене заедно со гостите од странство, меѓутоа сите се тука денеска со нас. Сите ја искористија оваа можност преку видео да ни посакаат едно убаво расположение, еден убав концерт, без разлика што е во вакви услови какви што е. Мораме да се прилагодиме на околностите, но не забораваме што е она што не води од срце. Благодарност и до сите оние странски пријатели од странство кои што не заборавија да ни посакаат едно убаво отварање и да ни пратат срдечен поздрав. И благодариме и на организаторите на Кут Гоце Марковски кои што, како и секој пат, и овој пат ќе ни се представат особено со фокус на првиот ансамбл. Но овој пат ќе биде малку поразлично. Овој пат ќе ни прикажат ревија, една убава ревија со различни носии од различни делови на Македонија. Тоа се носии кои што се откупени, кои што се сошијани и носени од нашите играорци. Тука сме да ги поддржиме, а денешната програма ќе биде исполнета буквално како што оди часовникот во десно, така и ние ќе се прошетаме низ целата наша земја. Па така ревијата ќе започне со фрагмент од кореографијата Кумановка, која што всушност припаѓа на североисточното етнографско подрачје. Потоа ќе продолжиме во источниот предел, каде што ќе се прикажат фрагменти од кореографиите Седенка, На Мегдан, Шопска Петорка, Малешевка, како и од кореографијата Пиринско пролетно цвеќе. Понатаму нашите играорци ќе ве прошетаат и вам и мене низ Овчеполе. Од тој регион ќе се покаже фрагмент од кореографијата Роненка. Се селиме потоа веднаш во јужниот дел од нашата Македонија, каде што ќе се прикажат фрагменти од кореографиите Игри од Долна Преспа и Солунка. Потоа во југозападниот дел, или поточно во Пелагониската котлина, ќе прикажеме фрагменти од кореографиите Битолски игри и Прилепски игри. И така полека нагоре тргнувајќи кон Западна Македонија, нашиот женски ансамбл ќе се представи со фрагмент од кореографијата Женско чамче, а веднаш потоа е наред Полошкиот регион со фрагментот од кореографијата Поселје. И така полека се доближуваме до Скопје, до Скопската котлина, од каде што токму потекнува нашето културно-уметничко друштво Кут Гоце Марковски. И тука ќе се прикажат носии од регионот на Скопска Црнагора и Скопска Блатија, а ќе се изиграат фрагменти од кореографијата Раштак. Овој пат на различен начин, но со уште попрекрасна енергија. Уживајте во она што го сработија нашите играорци само за вас.
Фестивал Света Троица всяка година се организира от Кут Гоце Марковски. Ние всяка година участваме на този фестивал и се наслаждаваме на богатството на фолклора. Всяка година прекарваме прекрасно, децата ще се чувстват чудесно и се радваме, че сме част от него.
Dragi naši prijatelji od Don Lisiče, moje ime je Milorad Stojković i obraćavam se ispred Kulturno-umjetničkog društva Simonida iz Ranjevog. Godine čvrstog prijateljstva su iza nas, nadam se i pred nama. Žao mi što se ove godine nećemo družiti, ali mi je drago što vam bar na ovaj način možemo pružiti podršku u organizaciji vašeg festivala. Nadam se da će sva ova agonija ubrzo biti zaboravljena i postati samo jedna ružna prošlost. Želim vam uspešnu organizaciju i realizaciju 6. međunarodnog festivala Sveta Trojica i nadam se skorijem druženju i viđenju. Veliki pozdrav iz Kokskog Pomoralja, živi bili! Turkey. I want to say hello to all my friends in Don Lisice. I've been there 2 times for the Folk Dance Festival. I had a very great time. I made a lot of friends. I like the children very much. And I'm so sad that this year won't be a usual festival with a lot of
different countries participating in Donolice. Let's hope that next year again there will be a big festival with a lot of groups from different countries, and I hope I will come again next year. Have fun!
Srdačan pozdrav za članove i rukovodstvo KUD-a Goce Markovski i stanovnike Donjeg Lisića. Ja sam Rašo Mušović iz Nikšićkog KUD-a Zahumlje. Sada ću vas upoznati sa kratkim istorijatom Zahumlja. Zahumlje je osnovano 1898. godine kao pjevačko društvo, iz kojega su se ubrzo razvile druge sekcije. Danas u Zahumlju djeluju folklorna sekcija koju čine izvođački ansambl, omladinski dječji ansambl, mješoviti hor, dramska sekcija, muzička sekcija. Folklorni ansambl Zahumlja počeo s radom 1975. godine. Učestvuje je na mnogim domaćim međunarodnim festivalima i imao zapažene uspjehe. Učestvuje na festivalima u Sovjetskom savezu, Iraku, Turskoj, Italiji, Austriji, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Poljskoj i mnogim drugim zemljama. Dječji folklorni ansambl počeo sa radom 2000. godine i učestvuje također na mnogim domaćim međunarodnim festivalima gdje je imao zapažene uspjehe. Prošle godine smo učestvovali na vašem festivalu Sveti Trojica. Bili ste nam sjajni domaćini i naši članovi se rado sjećaju dana provedenih u vašem mjestu. Žalimo što se ove godine zbog situacije ne može organizovati festival, ali se nadamo da će do godine na obostrano zadovoljstvo naše druženje biti nastavljeno. Pozdrav iz Nikšića.
smo Kud mladih Novi Pazar. Ove godine smo trebali učestvovati na 6. festivalu Sveti Trojica u Domu Lisice. Nadamo se da ćemo se družiti iduće godine. Ogroman pozdrav za naše prijatelje i domaćine. Kud Goce Markovski. Mi igramo folklor u kulturnom centru Mladenskog u Dobu. Putak se nalazi pored Novog Sada. Trebalo je da budemo gosti na 6. festivalu Svete Trojice u Skoplju. Zbog situacije koja nas je zadesila nismo bili u mogućnosti da dođemo, ali smo spremni da složimo na sledeće godine. Veliki pozdrav! Veliki pozdrav!
Ете, ги изгледавме сите кореографии, фрагменти од различни носи на нашите играорци. Видовте и дека и денеска тие се потрудија нашиот фестивал да остане запаметен и да ја продолжи традицијата. Овој пат беше 6-ти поред. Се надеваме дека следната година 7-миот фестивал ќе го отвориме повторно на нашето добро познато место, на бината во Долно Лисиче, и тука ќе бидете сите заедно во живо да го проследиме тој настав. А како и досега, ние се водиме од она славна поговорка некогаш што ја кажал Дарвин, Чарлс Дарвин, кој рекол: во овој свет кој често се менува, нема да останат да преживеат и да останат најдолго оние што се најпаметни, ниту оние што се најсилни, туку оние кои најлесно и најмудро се прилагодуваат на промени. Оваа промена што ние денеска ја направивме, нека биде поттик за сите вас да продолжите да го правите она што го сакате од срце.